Христос воскрес! Христос воскрес! Ще нас. Христос воскрес! Знам дека го барате Исуса распнатио. Не овде воскресна како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежал Господ, па отидете побрегу и кажете на учениците негови дека он воскресна од мртвите.
dijete će otide u Galileja porano od vas, tamo će go vidite. Ete mi kažav, i otkako izlegla na brzino grobo, gdje su strah i golema radost otrča, da im saopštat na učenici te njegovi. Koga odea da im javat na njegoviti učenici, ete Isus gi sretna i reče, kako što se topi voso potopice to na ogano. Hristos krese izveti, svetiju svet poprav, Isus štimo grobje, život darovan. A kada iščeznat, grešnici te odlicete na Boga, a pravednici te da se razvesela. Hristos krese obratite, so smrta smrtaja pobedi, i na tije što beja od grobovite, život im dade. Ovoj den go sozdade Gospod, da se zaradujemo i da se veselimo Nego. Hristos voskresna obratite, so smrta smrtaja pobedi, i na tije što brejamo grobovite, život im dade. Slava na svitata, едносущна и животворна и разделна Троица, постоянно сега се подаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресне изветри, светил свет поправ, Исус
мир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За свет храм и за оние што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божи да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Преосвещениот митрополит наш Иларион за честното свештенство во Христе деконството за сиот клир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За благочестивиот и православен народ наш, за Христолюбивото воинство да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За да му помага во се и да покори под неговите нозе секаков непријател и противник да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За овој град, за секој град земја и сите кои живеат во нив со вера да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови и за мирни времиња да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Тие што пловаат, патуваат, боледуваат, страдаат, за заробените и за нивно спасение да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За да се избавиме од секаква тага гнев и опасност да се помолиме на Господа. Господи помилуй. Заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи помилуй. Мајка пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот наш живот на Христа Бога да го предадеме. Господи, Што Тебе Ти принега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Христос воскрес! наистина воскресе! Христос воскрес! Наистина воскресе! Христос воскрес! Наистина воскресе! По милоста Божија, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со Светиот архиерейски синод до свештенослужителите монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога, поздравувајќи ги со величествениот поздрав Христос воскрес! Наистина воскресе! Нека се веселат небесата достојно и земјата нека се радува, нека празнуваат сите, зашто Христос вечната радост воскресна. Возлюбени празниколюбци, Христовото воскресение е основа на спасението. Тоа е најголемиот и најрадосен настан во историјата. Иако има ден за радување меѓу сите денови, тоа е и денот на Христовото воскресение. Ако има празник на сите празнувања, тоа е празникот над празниците Великден. Воскресението е чудо на сите чуда, дар на сите дарови, благослов на сите благослови, кои не се дадени од небесата. Тоа е тајната на тајните, која била чуена, видена и со раце допрена. Тоа е торжество на торжествата, објаснува свети Григорije Богослов. Затоа, да се верува во Христа, значи да се верува во воскресението и во единственото име кое спасува. Овој спасоносен настан го најавиле уште старозаветните праведници. Така, пророкот Исаија објавил дека мртовците ќе оживат и мртвите тела ќе воскреснат. А царот Давид со голема надеж предскажал: се радува срцето мое, воскликнува јазикот мој, телото мое спокојно почива, зашто светецот твој нема да биде распаѓање. И во новозаветните книги централно место има воскресението. Кој верува во Христа воскреснатиот и да умре ке живее. Со овој
победоносен чин Спасителот Христос ни дарува живот и со Неговото воскресение влегуваме во радоста на Господарот на сите, во радоста која никој не може да ни ја одземе. Возлюбени чеда во воскреснатиот Господ, до вчера го оплакувавме нашиот Цар и Бог, кој на крст беше распнат и во гроб беше положен, а денес ликуваме, се исполнуваме за се што доживеа Неговите ученици и сите кои што го познаа и признаа за Син Божи. На крстот беше прикован нивната вера, но тие продолжија да веруваат. На крстот пострада нивната надеж, но тие и понатаму се надеваа. На крстот беше распната нивната љубов, но тие уште повеќе го љубеа својот учител. И тоа повеќе од кога и да било. Со исто оружје, со дрвото со кое ѓаволот спечели победа, објаснува свети Климент Охридски. Со него Христос го прозре ѓаволот, затоа кој ќе ја искаже со зборови силата Господова, од смртни ние станавме безсмртни. Тоа се големите дела на крстот. Ете тоа, воскресението на апостолите им даваше сила да истраат во тие страдални дни. Тоа христијаните ги крепнеше низ сите времиња да поднесуваат ти најголеми искушенија. Тоа и нам денес ни е најголема надеж и незаменлива утеха. Цркво Христова, ти мало стадо, во тоа е и твојата сила, со која цареви се победувала и царства се покорувала. Со таа сила силни си обесилувала и моćници си смирувала. Токму со воскресната победа Христос е посведочен за Син Божи, кој е вистински Бог и Спасител на сите луѓе. Затоа, кој верува во Него, ќе го победи светот и ќе има живот вечен. Возлюбени во Христа победителот, во денот во кој човечкиот род премина од робство на гревот во слобода на љубовта, во тој ден Богочовекот не избави од смртта и ни дарува живот вечен. Затоа Пасха, како што уште се именува славното Христово воскресение, значи преминување премин од непостојање во постојање, од робство во слобода, од смрт во живот. Денот пак на воскресението е ден на животот, а нашата вера е вера на вечната радост и во вечниот живот. Силата на оние кои што веруваа, се надеваа и го љубат воскреснатиот Христос е во смирението, во целомудрието, во трпението, во послушанието, во страданието, во сите таинствени доблести што го надминуваат умот и расудувањето човечко и го преобразуваат човека од земно во ангел подобно битие. Возлюбени чеда на нашата света црква, годинава нашата радост е двојна. Во оваа 2016 лето Господово одбележуваме 1100 години од блаженото упокојување на нашиот покровител и прво иерар на древната Охридска столица Свети Климент Охридски. 11 столетија тој молитвено се застапува за нас. Цели 11 столетија ни ја сведочи незалечната светлина на светото Христово Евангелие. Грижливо не води и ни го светлува патот кон царството на воскреснатиот Спасител и Господ. И на овој голем ден молитвено се обраќаме кон овој богоугодник од нашиот род, да испроси од човеколюбивиот Бог разбирање и братска љубов меѓу нашиот православен народ. Нема поблагопријатно време и поблагословен ден од Велик ден. Па од името на нашата духовна мајка
Македонската православна црква, повикуваме на единство меѓу нашиот народ, трудејќи се да го запазиме единството на духот преку врските на мирот. Злобивајќи се со тај дар, ќе можеме мудро, незлобно да одговориме на сите предизвици што кажедневно се испречуваат пред нас, да го чуваме собственото и да го почитуваме достоинството на другите, да се грижиме за доброто на секого и на сите околу нас. Затоа и денес, на Великден, стоејќи простум пред Бога Содржителот, да се помолиме заедно со Свети Климент и со сите македонски свети и да испросиме преобразба на секого и меѓусебно сплотување, да побараме исцеление на раните што ги трпиме и лузните што ги носиме, да измолиме оттргнување на страдањата и искушенијата со кои живееме, да можеме во Негова слава, со Негова помош, да одиме по патот на доблеста и да се овенчаме со вистинската добрина и со секој дар што доаѓа од Него. Уште поусредно да се молиме Бог да ги запре немирите и војните кај нас и во целиот свет, да ги врати раселените во своите домови, да ги закрили оние што страдаат и да ги овенча со младченички споведнички венци бројните христијани и невини луѓе кои во нашиве дни ја сведочат верата во Христа воскреснатиот. А вам, возлюбени чеда на Македонската православна црква, во Македонија и насекаде во светот, молитвено ви посакуваме бодар дух, силна вера, непоколеблива надеж, возвишена и постојана љубов. Вашите срца нека се исполнат со искрено покаяние, да се укрепите во доблеста, праведноста и да ја почувствувате постојаната радост во нашиот Господ, победителот на смртта. Искушенијата со кои се соочуваме во овој живот, нека бидат предворие за воскресение во вечниот живот, па убедувајќи се на Христа да се удостоиме за учество во Неговите вечни блага, исполнити со благодата на Светиот Дух, торжествено да воскликнеме: Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Архиепископ Охридски Македонски Стефан со членовите на Светиот Архиерейски синод на Македонската православна црква. Христос воскресе! Навистина воскресе! Почитувани верници, еве за прв пат оваа година по благослов на Бога дојде благодатниот оган кој се спушта во Ерусалим на воскресението Христово. Денес го донесува овие деца кои стоат позади нас, го пречека од Тел-Авив и го донесува овде во нашиот град. Затоа да знаете дека ова е благодатниот оган кој сите треба да си го однесете дома, во вашите домови и да си запалете кандила, за да ви гори за здравие и успех во вашите животи. Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе!
кога поранije наутро и една на друга си велеа: "О, другарки, дојдете со мириси да го помажеме телото живоносно и погребано. Плотта на оној што го воскресна паднатиот Адама, која лежеше во гробот, да одиме, да побрзаме, како мудреците да се поклониме и како дарови да му принесеме миро на завитканиот, не во пелени, туку во плаштеница, да плачеме и да повикаме: стани, о владико, кој на паднатите им даваш воскресение." Откако го видовме Христовото воскресение, да му се поклониме на светиот Господ Исус единствен безгрешен. На Твојот крст се поклонуваме, Христе, и Твоето воскресение го оспеваме и го славиме, зашто Ти си Бог наш и освен Тебе друг не знаеме и со Твоето име се именуваме. Дојдете сите верни да се поклониме на светото Христово воскресение, зашто ете преку крстот дојде радост за целиот свет. Постојано благословувајќи го Господа, го оспеваме Неговото воскресение, зашто Он откако претрпе расплување со смртта, смртта е различна. Придите си верни, поклоним се святому Христово воскресению, се му придет крестом радост, се му миру всегда благословяще Господ, поем воскресение Его, разпрати во ПТП смертю, смрт разруши.